Заборавивме ова. Епет. Добро. Ама много е гласно така. Добре? Да. Ајде. Да го почињам видеото, море. Не, во те молам, немој тоа. Евој, брат. Ќе мислат за кој нешто со све, бе. Не го ставам, не го ставам тоа. Не, ќе го почнам вака со смеење, може? Па више го почнавме со све. Здраво, дечки. А зашто се смееме? Не, тоа нема никаде да го дознаат. Појма немам зашто. Пред умра тамо ќе им го пуштиме клипот. Ама добро дојдовте во нова епизода, не знам која поред, кој број е, бе, Господ знае. Не, ај. 580. Не е битно кој е, ајде. Еј, види колко е времето, 4:20. Добро. Ајде. Многу добра најава, многу добар почеток. Ајде. Браво, дечка. Многу добра најава и не го гасете видео, ве молам. Значи не почна одново. Ај, добро. Значи, Не игнорирај ме, ајде. нека вози, ајде. Значи, добре дојдовте во нова епизода. Еве така моце расположено почнати. Не знае уште што правиме, пошто ви го Васил думи Джуд Белингем. Добро, сега кој Како правиш? си? Па не прашам така. Вака. Добро. Джуд Белингам стрелец. Добро, европско. Не, ќе отрнам, да, ќе отрнам. Сега си трга. Ајде, денешната епизода, што ќе правиме денес? Денес Или ќе јас да збориме за... Кажи да шо. Јас да кажам? Шо бараш дозвола од мене? Не дозвола него, дали тоа сакаш ти да кажеш? Едно. Денеска ќе збориме за... Сакам на македонски да го кажем, не ќе на англиски. Па, да, бе. Self-improvement. Само подобрување. Само подобрување. Да. Добро, поконкретно ќе збориме за... Yes. Еве да почнеме, сакавме од социјалните мрежи да збориме. Заборев ова преска, требаше нешто да направам, ама добро, не е битно. Отпосле. Сакав као заебанци, ама ај, после ќе ми текне. Сакавме да збориме за социјалните мрежи, во смисол каков ефект имаат на нас и како многу луѓе им смета тоа. И колку ни го Во смисол земаат многу го одзимаат времето, да, тоа сакам да кажем. од секојдневниот живот е тоа. Да, е станува, факт. значи буквално секој искачање ми е мене, таман почнам да зборам, он телефонот снима, он Баш, или не И знам, не почнал. седнеш на кафе Инстаграм стори, бао. да, тоа скрол. Или идеш, Као- не знам, идеш негде на шетање, ставаш, не знам, 50 сториња, слики, одма после тоа постираш. Не Па збориме, добро, не збориме конкретно. не збориме зашто сега и- ние општо дека немам против ништо социјални мрежи, имам против само кога тогото и го одзема вниманието што кога седнам на кафе со некого, 50% од времето седиме и он, бараш нешто разбираш, друго, он тогаш што става да слики. пишуваш или Па не тоа, знам што. става слики, става сториња. Или збориш со некој друг, се договараш за кафе со некој друг. Тоа ми е не знам што да кажам. Добро, Тие луѓе. тоа, да, факт е дека е дел од секојдневниот живот и дека одзима по колку, што би рекол по колку сати ако пресметаме. Има истражување. Па има читав, истражувања, да. Некој Да, Сам има напред некој многу ден. голем дел, значи по average прават по 5 сати на ден. сигурно. Average прават тие што се Некој- пет навлезени. Некој спие по 5 сата, некој седи на социјални мрежи по 5 Па не сата. сигурно спијат, да спијат по 5 сати, не знам. Не, многу голем проблем е тие што на пример скролат навечер пред спиење, мислам Тоа се губи. тоа е нај Посебно TikTok и Instagram. Да, тоа е најштетното, мислам нека според мен. Па добро, социјални мрежи се тие TikTok, Instagram, освен YouTube, нели Facebook. рековме, да, Facebook. YouTube рековме нели дека не спаѓа под таа категорија. Не ја прифаќаат веројатно заради тоа што е само видео платформа. А мислам дека треба да се отвара YouTube почесто. И да се Да се отвара поточно и да се гледа каков муавет, да, тоа е најважното. Значи, више ако скролате ноќе пред спиење, погледнете новата епизода од каков муавет и ќе дознаете нешто.
Да. Нешто ново. За А не деца. гледаат на TikTok само и гледаат таму, не знам, пластелини вака како се отвараат, пукаат нешто. Има многу такви глупости. Индици, бе. Тие, знаеш како ги викаат? Тие ги викаат по ново време brain rot ги викаат видеа. Brain rot TikTok, brain rot Instagram. Ама вие што копаат индици, бе. Тоа е, знаеш што? Тоа е интересно колку Тоа е толку. интересно. Знаеш дека? Тоа е Ама колку толку Не е интересно. за предспиењето. Па сега, Ки ти го знаеш што, барем индиците ќе те научат како да направиш куќа. Овие што ќе те учат швртне мозокот нема да ти се овие спие. ќе те учат што пластелини или како да го правиш. Да. Не, тоа сакам да ти кажам, значи не, генерално пред спиење, нели? Затоа и уствари многу луѓе не спијат што се заразени од Инстаграм, од TikTok. Едноставно тоа го прават, го скролаат пред спиење, мелатонинот им се намалува, им се одзима Да. и после тоа потешко заспиваат. И препорачливо е пред спиење 2 сати да не се чепка телефон, да не се чепка, дури ни телевизор да не се гледа. Затоа што и телевизорот исто така зрачи, нели, Ништо, џабе. онаа плава светлина што ја викаат. Џабе, кога повеќето по глобална е Прифатливо? взимаш телефон пред 10 минути пред спиење, ако не и 2 минути пред спиење. Па јас гледам да одбегнувам затоа што не само за спиењето, туку и општо мене ми пречи едноставно скролањето, затоа што после глава ќе ме заболи. Може ја дека стареам веќе, може дека старееме, ние више сме Стар си? влагаме па чим ме боли глава од скролање. Еве сега да земам пред тебе да скролам TikTok, 5 минути ќе ме заболе глава. Дали дека постојано се менуваат, нели кога скролаш вака, фактички се менуваат сликите, па дали нонстоп не може мозокот да ми Не може да ти процесира. процесира доволно. Не, он го процесира, ама не знам, главоболка ме фаќа едноставно. А на пример да Може гледам и нешто, си навикнат. на пример са фудбал да пуштиме да гледаме, не ми е проблем. Добро. Затоа што Ама фудбал се- не се менја толку. А ова вака правиш Да. Па и било што на и се телевизија, и буквално филм да гледаш. attention span, тоа е уствари како се вика на македонски, вниманието наше е помало од она на риба. И затоа, па да, стварно, затоа таму не знам колку 0,6 секунди. А да пуштиш филм, пример. Па филм ако го пуштам, прво ќе сакам добар филм да е, да ми се свиѓа мене. И тогаш би го изгледал. Ќе Инаку направиме ние еден филм. маше. Насловот ти се вика Каков муабет. Со behind the scenes. Со front scenes и behind the scenes и left scenes и right scenes Зад камерата. и center scenes. Не. Да. Добро. И што понатака? Behind the scenes. Што посади камера? Што понатаму? Ете камерата, филмот па Каков ние сме муабет? позади камерата. Не, ние сме пред камерата. И како сме пред камерата? Позади камерата е фрижитерот и телевизорот. Епиберки. А ова е предна. Така. По логика. Што предна? По камера. Предна. Си кажува предна. Предна, задна. Добро. Задна Моветот лоша. беше за социјални мрежи, да се вратиме. Па не, проблемот е што Прво од култура, тоа тргна. Значи, ама чекај, ти пример еве, ние сме родени 2000-тите, тука 2001, Добро. 2002. сакаш да кажеш што помнови генерации До 2010-та, па и поише. Ја пример првиот телефон на тач сум го добил кога? 2014-та, така нешто. Ама знаеш што и наша генерација, дури и постари генерации тоа го прават. Со Да, скролањето. знам, ама Сега дали на изборам- Facebook. Изборам како што иде времето се по заразно и по-заразно. Пример, А да, тоа да. ги гледам сега, пример, ќе им се роди дете и за да го смират едногодишно дете, Многу добар двегодишно пример. дете Многу добар пример. Да. и наместо да го смират, нас како ни смирувале сега, не знам. Па не, тоа не али е они им покажуваат тоа не видеа. е смирување, тоа е воспитување. Значи ти фактички кога му го даваш iPad-от на детето, iPad-от го воспитува него. И него му е родител, а не Ама не Татото, само мајка. тоа, туку и уште од мали години, и тоа многу мали години, значи 1 година, 2 години, очите да му се уништуваат. тоа да. Не само очите и општо. Добро, види. Мене лично кога ме прашаш, Затоа што, извини што те прекинав, затоа што брат, ти кога гледаш, очите ти
зениците ти се многу пошироки затоа што гледаш во Нормално, екранот. Па не И тоа штети поблиску на дека окото. си, поблиску дека си. Тоа штети на окото. Затоа, Да. пример, мене ми забранувале додека не почнав на факултет, не е дека ми забранувале, Ти збореле. ама ми збореле дека е штетно толку на компјутер. И јас сум затоа Точно. дете што не играло толку на компјутер и сум поише со надвор, на игралиште сум бил по цели денови. Посебно летни распусти, зимски распусти, по цели денови ме немало. Така. И жешко и ладно, небитно. Може некојаш слунчаница ми има удрено, што сум седел толку време, ама пример не сум бил на компјутер. Ама па затоа прва факс навака, па Боле сончаница да те удри него ли да ги оштетиш очите на компјутер. Пример сега, еве снимаме, цело време сме на компјутер, така едитираме, Па, монтираме. добро, не, добро, ова сега конкретно ние си збориме, не е ништо, ова е како мобет, кога да седнеме Добро, на да. кафе. Ама Ама после кога ќе после седнам кога да ќе работам, седнем. да, мачно, мене ми е мачно многу, Да. затоа што едитирање не ти е, знаеш, 5 минути работа, со сати е треба да земеш почетокот, Да. крајот, средината, аудиото, Прво после треба тоа убаво да го да изгледаш. го провериш да видиш дали има некои грешки во фајлот, ако е коруптиран да го преснимаш пак да го направиш. Има голема процедура е тоа. Нормално. Иако изгледа дека е низок квалитет, поради тоа што снимаме со телефон, снимаме со обичен, еве и пак со телефон снимаме микрофон. Пак има работа, не е просто. Добро, знаат. Моветот што ми беше- Иако не се приметува, сум седел, еве баш вчера седев со еден другар. Памтиш тогаш кога гледавме фудбал, Да. Холандија или кој беше. Да. Баш вчера со него исто седевме пак. И викам, личи, не се приметува дека е со телефон. Личи дека е баш онака, не личи дека е профи на висок левел на професионалност, али не личи дека е пример со телефон. За професионално, зашо ме збориш за општо мовет? Видеото не личи дека е она висок левел на професионалност. Аха. Ама не личи дека е со телефон снимано. Да. Епа моветот савстана добар за претходно, за очите. Еве јас зошто носам наочари всушност. Јас порано имав Nokia телефон, оние, знаеш, brick phones. Да. Буквално кога го фрлиш, нема да се скрши телефонот, ќе се скрши зидот или ќе Да. се скрши подот. Добре. И тоа е жива вистина, тоа јас многу пати ми си имав десно на паркетот кај баба ми. Нема го гледа баба ми валјда подкастов да не го знае. Меѓутоа, имаше, мене многу ме фасцинираше телефонот што имаше камера. И јас нон-стоп снимав нешто, значи дали баба ми ќе снимам како готви, дали нешто со другарите преку улица што ми беа ќе снимаме нешто заедно. Ја исто така почнав да снимам лего анимации. Знаеш она кога ќе пуштиш камерата и како правиш како слика и после паузираш и го мрдаш човечето и пак го отпаузираш. И така цело време и Да, фактички да. само се мрда човечето и се пукаат нешто, се тепаат. Да. Некои интересни. А чекај, кој Снимки. Nokia? Оној, Оно е еден дебел што и вака на слайдинг што да, беше. да, како беше, 3000 и нешто. Не знам да не ти А, на излажам. слайдинг, аха. На слайдинг, Да, да, готово, знам. Знам кој, да. Искрено не ми да не ќе пишат на Google слайдинг Nokia old phone, ќе го најдат сигурно Slide. првиот што ќе ми искочи тој. Искрено, боле со таков телефон него ли со ова. Па знаеш дека јас се мислев во последно време да си купам таков. И Андреа, како бе таков телефон? Како ќе те слушам на Viber? Како на... И знаеш како и у последно време се осеќам како да сум заробен со телефонот. Не дека јас се како да ти обяснам. Мислам тоа поише ми е психолошки колку што е вистина, види, фактуелно. за Значи, извини, ми седи од джеб телефонот, знам дека е на тач, нели, смартфон. И сега си викам, викам го, не провоцира, го осеќам од джебот, со стаклото, па ќе се лупам од некаде не сакајки, па ќе ми текне леле телефонот, дали е добар, дали не е добар. Какви грижи ми прави, викам дај боле ќе си земам Nokia некој стар. Ама сега нели зборе во последно време дека ќе ги укинуваат тие мрежи, тие 2G, 3G мрежи и дека само 4G, 5G, односно ќе може само Android да се користи. Може ти да си купиш и од Nokia. Да, смартфон сакам да кажам. Да. Ако купиш Nokia таков стар нема да ти функционира, нема да може да се уклучи на кол. Штета. Да. А баш таков сакам да си купам. Пред некој ден правевме мовет со татко ми исто. И се фати некој таков мовет. Што за телефони? Да телефони и вика што телефони, ова вика не е телефон, ова е телевизор. Што реално право е. Право е, да. Порано вика телефон се знаеше да се Значи, јавиш и толку се ги зголемуваат што
не може Ама, ни во джеб да ги Се ставам знаело порано телефон зашто е. За да се јавиш. Да. Толку. Не сега да сликаш, да снимаш. Абе види, значи сликањето едино ми е добро кога одиме некаде да се шетаме и стварно се сакаме да се сликаме. Добро, да, али прв пат сме постојат биле камери. таму. Точно, јас имам камера, јас сликам со таа камера. Точно. Ама сакам да ти кажам за тоа е воред според мене, за тоа е окей за да се сликнеш на одмор кога си нешто на факултет ако треба да сликаш да не пишеш 100 години, ќе го сликнеш само листот Да. информации некој. Да. У таа смисла, ама сега да земам вака со устите. Значи Не. не ќе да навлегам у тие теми. Не, чекај. Јас, пример, имам многу добра камера дома. Баш ја купивме специјално. Камера професионална DSLR или? Сега не знам што модел, многу добра камера. Има ли објектив за зум? Има, да. DSLR е тоа, да. Епа, значи, предобра камера, Да. тоа ја земавме, што знам, 2016-17 беше. Уште ви трае? Ни трае, ама не ја користиме, не ја земаме скоро нигде, значи ја земавме само првите 2-3 години. Да. И од која зема, буквално дома сите, моите сите дома имаат iPhone. Многу голема обврска е камерата. Ама сега, пази, знаеш. ситуација, сите дома имаат iPhone, добро освен ја, али сите имаат iPhone и камерава сега збира прашина дома. Па продаеш. Затоа што буквално сите имаат iPhone и нели iPhone-от реално има предобра камера. Има, да. И така се сликаме на одмор кога ќе отидеме или на шетање сега било каде кај што сме биле. И плюс полесно е за сликање за да ги пратиш или да ги зачуваш, пример да ги префрлиш на компјутер. Да. Да ги пратиш па прелесно, само на Viber. Проблемот со такви било големи што. камери е што многу треба да внимаваш на нив, затоа што може некој дете драпне да ти го земе. iPhone-от ќе го држиш, нели, ќе сликаш и одма ќе оставиш у џеб. А ова не можеш да го ставиш, мораш да го обесиш на врат или да го ставиш во ташничката и да го носиш така цело време. И да бидеш предпазлив цело време да не изгребеш објективот, да не се откачи. Да, и плюс што е да со го чистиш треба редовно. Па да, батеријата добро, ќе извадиш и ќе напуниш. Да пуниш цело време. Треба, да. И телефонот тури го уштекери. мојата камера е така послаба во батерија, пошто повеќе е за сликање отколку за снимање, а јас сум ја утопал од снимање многу пати. И едноставно се троши брзо батеријата. Меѓутоа, окей, си носам јас полначот со мене, си ставам штекер ќе се напуни, не е тоа проблем. Проблемот е што има многу кои што цело време поминуваат така пред мене, зад мене, се шуњаат нешто луѓе и те фаќа страф едноставно. Не е баш безбедно. Мислам дека у ова поново време ретко кој би украл камера. Се ептено кој е некоја апла Да, професионална. статистички да, ама знаеш како пак те фаќа шубе. Добро, тоа. Не е сега свеедно ај да ја ставим, седиме на клупа и да ја ставам насред оваква. Да. Насред маса и да помине некој да не знаеш брат, од кај знаеш? Тоа е затоа што Не си се платил знае. толку пари за неа и Нормално, ќе ти биде криво. Ќе ти биде, па не само криво, и имаш и слики на таа камера. Ако Да. ти ја земе, не мога да кажеш, ај чекај, држи, дај ми мемориската само. Фрли ми ја, држи све, Да, земи си. Земи све слободно. само мемориската, врати ми ја. Една мемориска е скапа, 3000 денари ја платив Да, за знам. таква камера. Знам. Си бара работа, си бара. Ние буквално таа камера што ја имаме дома, многу брзо ја купивме рандом. Да? Буквално требаше таму негде 15-16, не знам точно која година беше. И требаше ден пред одмор идење и старата камера што пошто претходно имавме стара камера, ама више таа камера не беше како што идеше времето, нели? Се поново и сакаш поново да си земеш, да можеш да правиш боље слики колку толку. И буквално ден пред одмор сваќаме дека уствари више не можеме со таа камера и дај нова да земеме. Баравме по интернет, ја најдовме најдобрата што имаше тогаш во тој момент. Ја купивме буквално ден пред идење на одмор. Значи, Јако. многу рандом и уште ја имаме таа Јако. камера. Али Па значи ние имаме буквално, две камери имаме сега за подкаст. ја немаме искористено од 2000, не знам, 20, можда Супер, порано, тама мене ќе ми ја дадеш. 19-та. Не, Што ќе ми ја ќе ја дадеш. користиме бе, може за подкаст. За подкаст, Да, да. само Една што- камера, таму една камера, само ваму што- една камера, горе од ваму, од озгора. Како што треба да стои кај тебе човек за секои 20 минути тоа што ти се гаси. Мислам дека кај мене не е на 20, ама е на, не знам, на 30, на 40.
Добро, тоа пак, ама Пак види, мора да у има секој случај да има позади бесконечно, камера. пак ти треба човек позади камера. Да. Секогаш ти треба, тоа е. Сега друго е со телефонот. Сега добро. Телефонот, ајде де, барем знам да го контролирам и од тука ќе го прегледам, не е проблем, ама камера Добро, треба човек. сега пример моментално може да е изгасено, а ние да не знаеме. Откај знаеш? Сега гледа се. Сега го упалев. Еј, Сега го упалев. Еј. Сега преска беше изгасен, сега го упалев. Гледаш? Магија. значи тоа све што се снимаше ништо пропадна. Не, ја вратев со магијата сега. Значи они не ни приметуваат сега дека не снимало фактички. Значи back in time, сваќаш? Да. Добро, Иначе, зборевме за за социјални... камерата. А, за камерата? Чекај да ти Ајде, докажам. докажи па за социјални Стори мрежи што се да ти вратиме. докажам, престанавме не знам. Буквално 2-3 години дали ја користевме. Да. И овие дома земаа сите iPhone-и, пошто нели мора да имаш iPhone. Ја извини, јас сум жедан. Абе добро тоа, окей. Моиве сите дома е iPhone и мора она, знаеш, мора умода да се. И буквално само јас сум со Android остават. И како ме копкаја пошто сите дома и ја да си земам еден така како iPhone? ме копка, да. Ако имаш живци да го трпиш, да се снајдеш. Али многу да вика дека многу зезнат. Многу е Android зезнат, да. на iPhone, Еве кој се преврати. Андреја го има iPhone. Знам. Многу е зезнат додека да се научи. Има Добро, многу помина различни време. на различни сеттингс, има различни таму, не знам, А, пројде опции. време бе, вајда, се навикнало до сега. Не знам, мене не би ми било. Мене лично, Еј, ама види. јас ти кажав, Nokia ми е доволно еден, ако уште работи, ако не мора ни телефон да имам, да ти кажам најскрено. Ај по писма као. Не бе по гулаб ќе си купам. Се вратиме Ќе ми у- дојде на рака и само... Се вратиме у 12 век. Гулаби пели. Гулаби бели. Добро, Сакав да сакаше да се збореме, вратиме, да да. социјални мрежи зборевме за... Ете, чепнавме маца технологија, чепнавме камери, сликање, снимање. Зборевме за социјалните мрежи како ни сметаат нас општо на луѓето. Значи, тоа може на секому да му се деси. Еве може и мене дури јас да се изгубам да скролам едно 5-10 минути. Јас сега да отворам, ќе си Ама- изгубам 5 минути минимум. Ама ти викам, ја дали имам, кажи го дар, кажи го, не знам, како да се изразам. Контрола. Не дар. Контрола. Ако е тоа. Знаеш што да ви кажам, дека ме боли глава мене после 5 минути и сега дали е позитивно тоа што ме боли и ми кажува да престанам да скролам или пак не е добро, треба да одам да се прегледам Добро, нешто. до негде може да е добро, Тоа пошто ти сакам вика да да кажам. прекинеш, као. Да. Тоа е добро пример, мене никош не ме болело глава, ни од компјутер, ни од телефон. Барем у поново време. Не, види, мене не ме боли од да гледам, ти викам телевизор да гледам, еве лаптопот да го гледам во рета. Ама на пример цело време дека ми се менјаат, нели, кога скролаш Тоа кога вето, се си на менјаат Инстаграм. слики. Па Instagram, TikTok ми се случува. TikTok отварам обично кога за другиот канал, кога правев видео Да. и да пребарам некои други идеи и вака скролам да видам чисто нека што се паѓа на For You page и почна да ме боли глава. И тоа е, не знам. Дали е дар, дали е како да кажам, Може е дар, може не. може е спротивно. Може треба да одам да се прегледам. може е даре. Да. Ја ќе го наречам дар дека и дека ме потсетува, тоа сакам да кажам. Не сум навикнат со сати да скролам, тоа сакам да кажам. Не сум навикнат уопшто. Може Ама види сега, ако пуштам, извини, да пуштам видео, YouTube. 2 сати, 3 сати, цело ќе го изгадам. До YouTube. Да. Знаеш како? Ја, пример сега, пред да и со факс и пред факс, кога не сум имал обврски и кога не знам, нели у Жешкото, пример, не се искача реално докај 5-6. Никој и да се договориш на кафе обично после 5-6 преку Жешкото. На за лето ми збориш или Да. за да. И пример ќе Да. станеш са бајлет, кога е било 9, 10, 11, 12. Да се одмориш без обврски кога си ти зборамува. И пример сега седнеш на Инстаграм или на Месенџер да вратиш само на пораки, пример некојаш ти требаат по 5-10 минути, ако ти пишале поише луѓе, па да се разбереш, па да се договориш. Знаеш, имам приметено за Инстаграм дека ти всушност ти треба неколку секунди да ја пишеш пораката, меѓутоа тоа што поише одзема време е што чекаш да врати.
чекаш да врати, ја ги препрочиташ пораките. Барем јас тоа за мене имам приметано. А некојаш е често. така, да, ама пример многу е јако алгоритмот како работи на Инстаграм, многу е јако тоа. Пример ја гледам многу рилови со спорт. Така, Затоа што обрнаш Фудбал, внимание поише на фудбал. Затоа. фудбал, баскет, тенис, ракомет. Те чита што формула, правиш. чи- Да. Дури, не знам, последно време дури и бокс и такви некои работи фатив да гледам. И еве, не знам, пинг-понг или нешто, олимписки игри сега нели ќе почнуваат. Да, и ти праќа видео. И буквално или пример сега со YouTube гледаш, не знам, јутубери што снимаат да знаеш да колку толку нешто ако сакаш да си утек. Не знам. Праќаат и овој, овие оној. корпорације праќаат ДМ, ти праќаат Веро Да, на да. Инстаграм. Или пример, еве, дури работев во корпа цело време некои реклами, некои такви работи. Да. И буквално отворам Инстаграм, да отворам еден рил, толку се губам, 15-20 минути сигурно се Да. губам. Тоа ти зборам кога имам послободно време, кога немам обврски. Ако имаш обврски, Нормално немаш ти време да се замајуваш. може би нема ни да отвориш, а ако отвориш може ќе погледаш 5-6 минути и ќе ти текне бе Ќе ало. се излесиш, да. како- На работа си, да. на работа точно, си точно, или не точно. знам факс или Да, учиш не, или видиш, што. значи тоа е програмирано, дури и знаат кое време ти од прилика се пушташ. Да. Знае, Задора, може не знае кога ти е слободен денот, Да. ама од прилика, например, знае дека пред спиење, особено пред спиење. Најинтересните видеа ќе ти ги пуштат. Тогаш ги пуштаат. Тоа ти кажам, значи се е тоа програмирано намерно за што повише внимание да те привлечам. Да. И што поише време ти поминеш на апликацијата, толку поише ни пари ќе направи тоа. Нормално. Ти праќа ти реклами и се, буквално. Тоа е само Се што те интересира тебе, се ќе ти прати. Да. Значи тоа е. И сакам да кажам, тоа малце да бидеме по опрезни, да ни текне и, знаеш, колку скроламе, да е нешто друго. Ако е птен нема што да правам, ако не сум погледнал 2 месеци Инстаграм, да речеме, тогаш ќе отворам и ќе скролам пола сат, окей. Ама сега, например, имам Че- сега обврски, имам некои работи кои што морам да ги завршам, а скролам. Добро. Ја мислам тоа не е во ред според мене и дека треба да си поопрезен, да внимаваш, да не се замаеш. Ти викам, сите тие апликации имаат начин како да направат за да те замајат и да те привлечат. Тоа е се психолошки. Преска заборев да те прашам, јадеше ти? Што дали? Дали јадеше? Дали јадов? Да. Јадов, да. Добро. Онака, сега ми текна. Мислам некој заебанција ќе ми Не, бе, кажеш. не, ми текна. И А. ја не сум јаден за тоа. Епа. Дај бе, пуштете ништо за јадење. Немам што да дадам. Не, бе, Не бе, јади. не. Фала. Јади ги, не ми треба. Фала. Бат, јади. Добро. Не биде гладен. Јаде бе после. После. Ти ќе јадеш после. Да. Ти ќе јадеш Јадам. после. Котек. Не јади ќе не. Добро, А, докајавме се мовето. Па ништо, тоа зборевме за, па мислам дека кажавме за социјалните мрежи, нели дека ни сметаат и дека и јас на пример имам кажам на себе си, дури едно време немав ни Инстаграм, односно ми беше Да, деактивиран. знам. Да. Допред да се запознаеме, Да. а и откако се запознавме, Да, еден го период пуштив, не ти беше знаеш тоа. зашто го пуштив Инстаграмот само за да видам, да го видам профилот на Андреа само, толку. Ме интересираше какви слики има, што постирала, ме разбираш. За ниту една друга причина. И после тоа го пуштив, кога почнав да се пишуваме со Нези и со нели другари наши и со тебе. И го оставив едноставно и сега чат пат ќе отворам нешто ќе споделам некој интересно стори. Изгасени ти се нотификации. Да, скоро ми се изгасени. Да, и на мене Значи тоа го имам приметено дека ако изгасиш нотификации на Инстаграм и Не на го било која отвараш друга, толку често. дека многу помалку време ќе поминуваш. Да. Затоа што ти например сега ти учиш или добро, валјда некога работиш, кога го учиш ова се случува почесто, ќе ти стигне нотификација и ти ќе го отвориш, ќе видиш и ќе се замеш и толку и ти помина пола сат како ништо. Да. Но разбираш. Ако го изгасам, ултра фокус на учењето или на што и да работиш во моментот, што не е за пари, и
И ја средно така сум се зафркал. Не знам дали имаат проблем тие што работат, не сум сретнал Не, таков у човек. работа, не, у работа. Вака- Јас знам од мене у работа, добро, сега до душа работата. Абе добро, ти јас окей, ама другиве луѓе не знам дали веројатно не. веројатно не. Обрска тие платен си ти за таа работа и Да, посериозно да го сваќаш. да, не ти е толку. А вака добро Да. сега и кога учиш реално треба да биде сериозно. Па не, Пошто баш после ќе напротив. треба да го работиш тоа. Од учење затоа што немаш кој да те контролира, зборам за факултет, Добро, да. и ќе земат никој нема да те држи под контрола и едноставно Да, сам си го правиш времето, сам си планираш што ќе учиш, како ќе учиш, дали Да. кое време ќе учиш, кое време ќе идеш у теретана, кое време ќе искачаш. И сега го ти стигне нотификација. Не сега угасен сега, не сме. Добро, не сега, зборам за средно. Пример, ја до втора, трета, така знаеше да се зафркам. Едина нотификација што мора да стигне и што ќе дозвам да стигне е кога стигнат 100.000 сабскрајбери. Тогаш. Динг, ќе направи, ќе биде како честитки, браво. Сега е прво 100. Да, Или прво рекуваме 100. прво Па добро, 100 ги гледам дека кај дај ќе дојдат, ама 100.000 ќе ме фатат на изненада. Нека и да е, чекај. Има Да. уште... Па не Мора пола, да али- смислиме нешто за помалку 100.000. пола. Некој специјал, така добар, некој екстремен. Си звонат. Ете, тоа што го зборевме преска моветот. Шо? Па стига нотификација одма. Па не, ми звонат сега, јеби. Епа, не, тоа е Инстаграм ти вика, ало, да бе достане ругата. Кога е сад? Сатот е 4:50. Добро, ме барат сигурно дека не сум дома. Не ето, им добро. кажав кај сум шопер. Клима е таинствен тука. Да. 007. Да. Да. Ти си да. Па, брат. Добро, што друго да чепнеме вака, пошто некако многу... Еве тебе те чепнав. Фала, брат. Еве месечината ја чепнав. Фала, брат. Месечината е, еве намерно наставивме месечината за да менја бои да задржи внимание. Лажеш. Гледаш? Лаже не е намерно, ова Лажем е на крадене. Крадене, да, точно. Ме издаде. Крадене. Ама не требаше да кажеш. Сега и ти. Не може Требаше да не тајна- кажам како така. А Соков, Сокот не е краден. од кај знаеш? Сокот, а од кај знаеш дека е сок? Ти од кај знаеш дека уопште е нешто? Од кај знаеш дека е течност, после што го викаш сок? Си го пробал? Да. Кога си го пробал? Не сум требал Сега. да пробам. Ај пробај да видиме. Гледаш дека не е течност? Гледаш ли? Тврда материја. Сакаш да цел да го испеш, ама не можеш. Не. И не. Ми Си се- чита. Ми се пиеше едноставно, пошто жеден сум. А ако си гладен, што правиме? Нема да пиеш. Че шо? Ако си гладен, нема да пиеш. Окей. Не стварно да прашам. Ако сум гладен, дали Да. нема да пијам? Да. Или ќе пиеш за да се згасиш гладта. Да. Може ако немам за јадење, да. Натрупај се течности. Но не е лошо е така за Е стомак. лошо е, да, точно. Те Ама ако користи. немаш тоа, Добро се ако немаш за јадење. да. Абе што ќе земе. Обично е така кога се пости, Шекер. кога се пости, поише се пие вода. Свиѓаш? Да, Шекер. 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 Така. И правиш тоа како мал. Ај. Шекер во вако и да. Бе, многу. И... Да не си ставаш Дете. у Кока-колата шекер. Не до тоа. Или у не. цедевитата. Не бе, не. Ќе земе на кафе ќе одиме и јас на кафето на мајка ми шекерот ќе земе и цел го пијам. Го јадам. Океј, јас сум го правил тоа. океј. Да, па не, ти зашо мислиш е Да, друго? не мислев дома онака. Од чиста мира. Не, на кафе колку идеш, Да, нели да. такви шекерчи имаш и ти... А не, дома ми правеле лажица мала, како се вика, мала лажица обична, во вода и као шекерна вода демек за ако се разбудиш од кошмар некој да те смири демек. Тоа ти го правеле тебе? Не. Не. Еве кој ме врти мене. Кој сум ја? Да, еве јас ќе те свртам така. Фала. Добро. зашто... Ајде да видиме нешто друго. Па добро. Чепнавме малце социјални мрежи. Чепнавме Технологи. технологија, да. Па добро, еве, можеме да чепнеме нешто и за само подобрување, за self improvement, пошто тоа поише моја тема ми е. Како за само подобро. Па еве, гледањето во телефон или TikTok, Instagram, тоа се спрете исто така за само подобрување. Во смисол
да земеш таа енергија која што ја користиш за скролање Instagram и TikTok, да ги префрлиш на нешто друго. Знаеш што сум приметил нешто сум приметил. Поврзано со тема или? Не. Нема врска. Кажи што Забори. Како Ми ти излета, лепа ми мислата, излета. ај ќе ти текне, ако е ќе ми битна текне, нешто. него за само подобрување, пример, ти ако сакаш да се подобриш во нешто, пример, ако приметиш дека негде забушаваш или не го правиш кој што треба. Пример сега, пример ќе го земам снимање во конкретно. Да. Пример, ако приметиме не идат видеата, паѓаат или не се качуваат или исто си тапкаат во место со истите прегледи, со истите сабскрајбери. Не се накачува ништо или па не дај Боже почнува да паѓа. Треба да гледаш кај забушаваш, кај си зезнал работа, таму да подробиш, да дигнеш повеќе внимание, да привлечеш, каде дали поише видеа треба да снимаш, дали поише, не знам, шортс да правиш, дали поише да рекламираш видео, пример, не знам, да го праќаш, да го закачиш на стори, да го пратиш, не знам, во групи, во било што конкретно ние тоа што го правиме како реклама. Или не знам, ако ти било што сваѓаш, поврзано со тоа. Да целиш кон подобрување е фората. Тоа. Битно да не тапкаш во место. Да, битно е да целиш кон подобрување и да гледаш кај си зафркнал работа, кај си изгрешил и да гледаш тоа ако е една конкретна работа да се фокусираш на неа поише, ама и у исто време да не ги оставиш тие другите, зашто можеш пример кога ќе се фокусираш скрос на една работа да ја подобриш, можеш пример другите 5 да ти опаднат, да ги запоставиш и да ти ги зафркнеш. Тоа е фактички дел од само подобрувањето. Не сум кажал на македонски волку многу. Пример еве баш конкретно за снимање веќе кога почнавме да збориме, пример едит или не знам шортс праење, не знам рекламирање, тие се тие некои 3-4 работи и пример забушавам во рекламирање, на пример да речеме. Нормално да. И ама ти нема да ги запоставиш пример едитот, шортовите, ставањето на видеа редовно, ама во исто време мораш да се фокусираш пример да правиш поише реклами. Тоа ми беше многу убаво, тие ја склопи целата поента која што сакав да ја кажам. Сега на тоа само ќе додадам, ќе го поместам за општо за животот, не само за работа. Тоа фактички тоа што го кажа ти сега, ова е дел од бизнис. Тоа е дел од фактички како ние сме го одбрале тој начин подкастот за правење пари. Абе види, јас го кажав тоа како пример, а ти тоа можеш да го примениш во другите аспекти. Во било што еве ќе го кажам и ако не гледаат од средно од факултет е конкретно за учење. Да. Пример не ти иде, пример поише ти иде во зборување. Да. Не ти иде да пишуваш, пример. Така. Ќе се фокусираш ти во тоа како да го напишеш. Да, ако ти носи голема оценка тоа, да. Ако ти носи, знаеш како клима. Значи има многу аспекти од животот кои што ти можеш да ги подобриш. Ти можеш да научиш и танзански да учиш. Да. Ама колку ќе ти допринесе тоа во животот? Мандарински што спомнав. Добро, мандарински ќе научиш, ќе ти допринесе, ама сакам да кажам ти можеш и танзански да научиш, колку тоа ќе ти допринесе во животот. Нема да ти допринесе многу. Танзаниски, да. Затоа јас мислам многу битно исто така кога се збори за само подобрување, да се спомне и фактот дека 20% во тоа што вложуваш, ако вложиш во правите ствари, ти носат 80% од успехот. И тоа е навистина е така во секое поле. Например, сега за учење, тоа традиционалното учење во смисол, ајде сега доша цела книга, прва тема, втора тема, трета тема, све. Прашањата заокружени, прашањата незаокружени, ситните текстови, да ќе се мрднеш. Значи можеш да добиеш, ако пробаш тоа све да го научиш, да го направиш, не можеш. Да, дури да си професор нема што да го научиш. И ќе добиеш оцена помала, седмица, осмица, за некој може има бубалици кои што и 10 и 15 вадат на тоа, ама обичниот човек у просек помало оцена ќе земе затоа што не можеш све да запамтиш. Меѓутоа, ако земеш, ако обратиш внимание на час, добро, професорот збори цел време за прва тема, добро, ќе научам прва тема. После тоа гледам втора тема спомнал нешто, па не докажал, па некако слабо
слабо збори за тоа, добро, втора тема нема да ја учам, трета тема ја збори, трета тема ќе ја научам, четврта тема не ја збори, нема да ја учам, и така натаму, и така натаму. И така добиваш високи оценки всушност. И така истото и за животот, значи 20% вложуваш во правите работи, 80% го добиваш успехот. Тоа, треба да видиш кој Што ти носи ќар повеќе. Да, и кои ти се како најбитни ствари. Исто така поврзано е со работата. Може некој ќе работи цел живот во, да речеме, ајде да не кажам вистински примери. Еве, во кафич работи, така? Добро. 50 години работи во кафич, не е милионер. Гледаш некој по улица со богати со вакво, го прашаш што работи? Real estate работам. Да. Како се вика на Тоа со куќи продавање. Да, со куќи продавање, како се викаше? Не знам. Леле, на врв на јазик ми е. Не знам, стварно не. Знаат на што мислам. Значи И ја продавање го- на И куќи. ја го знам само на англиски. Да, знаеш Знаеш што? Више кога почнавме за тоа, баш ми текна сеа. Зашто за real Ќе estate? ги познавам двајцата другарчиња што бевме на ДФС. Аха. Баш имаше, тоест не се двајца, повеќе се, ама со нив двајца највише го правевме тој муавет. Добро. Баш сега ми текна кога спомнавме вака англиски, македонски. Пример, во последно време сум приметил, не е ни последно време, а последни 5-10 години може има. Сум приметил многу користиме англицизми, србизми. Македонскиот јазик иде у минус. Иде, А- да, точно. А пример, ги гледаш се лупаат у гради патриотизам, ајде Македонија, ова, она. А тие истите луѓе, пример, наместо да каже, еве, ние не сме цвеќиња за мирисање, Не сме, еве јас мене не ми текнува. тоа е всушност и Што се бламирам, сега ќе го најдам. Пред мене е лаптопот. тоа е Кога всушност не ми текнува, јас си признавам, не се правам тука нешто. не, и ние не сме кој знае што, не. Да, не сме мислат нешто се ние вау. дека сме Да, да кој не знае- се правиме некој си кој знае какви. Да. Али Меѓутоа, јас да на пример ти лично, не, докажи слободно. А не, сакам да видам и ја. Како се викаше? Да. Сакам да кажам, еве јас се трудам да зборам што Добро, повеќе сега. чисто македонски. Недвижен имот. Недвижени. Недвижени. Недвижнини. Недвижнини, да. Да. Сам да ти кажам, пример, тоа ти зборам, еве, не е дека сме и ние цвеќиња за мирисање, ама еве се трудиме, пример, наместо да викаме self-improvement, викаме Само подобрување. Само подобрување. Да. Или наместо, еве, real estate, наместо да кажеме недвижнини, Знаеш како? пробуваме колку толку да користиме македонски јазик, а и реално не сме некој што сам пак да не разберат погрешно, си ја сакаме државата и до негде сме можда патриоти, ама не сме кој знае какви да се лупаме у гради Македонија, ова она. А има пример луѓе се лупаат у гради Македонија, ова, она, А нема што да државата, допринесат. а немаат никаков допринос. Така. И пример, истите тие луѓе ќе ги видиш у кафич, надвор на излегување, Да. било каде, пола и поише од времето зборуваат англиски, српски, сваќаш. Види, тие што зборат англицизми. англиски, што користат англицизми, Англицизми. најчесто тие се луѓе кои што јас ви ги поделил вака луѓето кај нас у Македонија кога почнавме таа тема. Збориме за луѓе кои што значи всушност тие што користат англицизми знаат англиски и исто така по таа логика кога знаат англиски тогаш чепкаат TikTok, отвараат, гледаат општо што се случува во светот, информирани се едноставно. И другиве луѓе кои што се, нели што се патриотите, нели што се чукаат најгласни што се, тие не учат англиски, не отвараат ништо интелектуално да прочитаат, едноставно ги прават мобитите што се прават у комшилук. Да. И сега ја и ти можеме да го правиме моветот за само подобрување. Ако одиш кај нив да правиш мовет на кафе, седиш со нив и зборат, не знам, нема сваќа погрешно за фудбал, за не знам, некои небитни работи цело време. И сега ја и ти исто така збориме за фудбал. Да, некоја за политика, ама времето за политика. за политика се збори на пример сега партиски кој што направил, како направил, не бивало ова, не бивало она. Значи Не. тоа е тој менталитет кој што Од само се типот, жали, кажува, а он не допринесува ништо. Да.
збори за колку не било нечисто, а он фрла. Да. Ме сваќаш и, Од типот на еве не ги гласам овие што направио. и пак оде да ги гласа. Да. Истото еве за овие избори што беше, не ги гласаме, не ги гласам и пак отидоа и победија 90% од гласовите. Значи, Да. тој, мислам, добро па се индиректно не збориме, ама знаат за кого збориме. Добро деш. Ме сваќаш, ама тоа е реалноста. Ние ќе си кажеме наше мислење. Па не сакам да ти кажам, тоа е реалноста, не измислуваме ние топла вода. Да. Значи, и сега место ние да даваме идеи и начини да дискутираме како да е подобрена ситуацијата, само слушаме жалења. Овие направиле ова, оние направиле оноа, па оди бе ти бе соприги, што само кукудакаш. Него доаѓа дома кукудака пред фамилијата и сега децава за тоа поврзано со сега се навратиме на моментот зашто гледаат деца во телефон. Значи многу често се случува доаѓа дома родителот кукудака, леле овие оваа партија, онаа партија, ова оно и секој ден тоа, пошто нема друго што да прави животот, секој ден само тоа кукудака со жената зборат или со мажот, не знам, ако жената збори. И децава толку име преку таквото од политика, преку таквото име од некомпетентноста што се случува се околу нас, си ги стават слушалките и си отвара TikTok да гледа. Да, не се збори. Гледаш? Значи дојдовме фул круг. Да, не се зборува за Ајде како да го подобриме. За нешто битно, саѓаш, Да. како да се подобриш или Него мобилот е се кукудака, или за разбираш? нешто битно, еве не мора да е како да се подобриш, ама и ако не правиш муабе за како да се подобриш, како ќе идеш напред, ама добро е. Да не биде све цело време секој ден пак. Значи се Да е не биде негативно. да не- Се е негативно. Да не биде монотонно, ама еве денеска ќе збориш за не знам, за јазикот. Утре ќе збориш за образование. Да, ова За ние утре јас ќе што го збориш за правиме. фудбал, еве да речеме. Ова што го збориме јас и ти пред камера. Ова е буквално истото што тие го зборат и го кажуваат, ова не бивало, тоа не бивало, ама еве ние сега го кажуваме пред сите и знаеш на позитивен, на привлечен начин, а не се ја тога се дерам се да ги кривам, не знам, еднава партија, другава партија, третава, тие се Да. криви. Значи почнувам од мене. Од Да. лично себе си признавам грешка дека не знам real estate што е на македонски, дека Да. сум заборавил, Да. а имам и предмет за тоа, недвижен имот, ми се крос изумив едноставно. Ама види, еве па само у моја одбрана ќе кажам, зошто сакав исто ова да го докажам, зошто не ми текна дека е недвижен имот? Затоа што јас немам со кој македонец друг да зборам за недвижни имоти, него цело време слушам подкасти на real estate и нормално е да им дојде на луѓева за англицизми. Истото и за МБА. Ако си ги видел, пак ќе ги поздравам дечките од клуба за подкастот што Да, го прават МБА. да. Цело време кажуваат англицизми, тројка не е англицизам. Бенч, не знам, ролплеер, ово она. Знаеш зашто? Затоа што никој друг не збори МБА во Македонија. Само тие зборат меѓу нив. Да. У друштво сигурно не зборат со други луѓе за МБА и затоа не им доаѓа природно македонскиот да го. Да. Ај што нема зборови македонскиот, односно има многу помалку зборови од англискиот. Од англиски. Ај тоа, па врз тоа доаѓа и моментов каде што немаме со кој да збориме за недвижен збор. Почнавме да збориме. Немам со кој друг да зборам за недвижен имот. Да го прашаме што мислиш ти, кој стан да го купам, да го продадам, да го реновираме, да го направиме. Некоја бизнес идеја. Не, ние ќе збориме за комшијата, воа направил, онаа направил, за тој гласал, знаеш што е најбитно. Кога ги спомна више дечките од клупа, може да се прави со нив муавет. Ако Може да се прави за МБА муавет. Они да дојдат ако сакаат, ние ќе одиме, не е битно. Добро се, не ги обвинувам да не ме сватат погрешно. Не, да, тоа. Туку Ама сакав ги разбирам луѓето што користат англицизми, у кои јас и мене ми се случува истото, заради тие две причини. Значи нема доволно зборови во јазикот и муабетот ние што го правиме за недвижнини, за МБА, го збориме со странски луѓе, не го збориме меѓу нас. Меѓу нас збориме, значи не зборам меѓу мене и тебе. Збориме општо сите луѓе. Значи еве и на нас, јас ќе се обвинам нашево друштво. Ние што ќе збориме? Факултет. Значи кога и да седнеме, се за факултет збориме. Па дајте бе луѓе нешто друго да смениме. Мислам факултет и фудбал. Мислам добро, може ти не си го приметил тоа за факултет, ама еве јас сум го приметил. Но што збориме за факултет и више ми е Со кој тоа? па општо со луѓе, се да не ги кажам. Со вие група? Па наше друштво, да, мое твое друштво. И сега не ги обвинувам, ама од друга страна пак
еве пробувам да смениме, збориме за подкастот, збориме за како да направиме како да расте пари. подкастот. Не само како да расте подкастот, тоа со тебе го зборам. Идеи. Даваат, епа променувам нешто, гледаш, значи да не биде монотона секој ден едното исто. Сакав да кажам Правиме промени. за дечките од клупа, мислам, ние не сме некој кој знае каков канал сега да им правиме реклама или Да ги кој знае викнеме. што, али да, може ако сакаат. Реклама што има врска. А добро, ама сакам да кажам, Ја помагам. да, им помагаме, ама не сме Да. кој знае каков канал се уште за да правиме реклами на други канали. Да. Али да, сум ги гледал неколку пати, 10 Да. минимум, кога зборува за НБА конкретно, за баскет. За плейофот сега кога зборам. Сега рекоа на одмор се мислам сега. Да. И рекоа од олимписки кој ќе почне, пак ќе зборат. Да, За и баскет. мора да се збори за олимписки. Мора да се збори на подкаст. Може ете ако сакаш нив да ги викнеме. Ти нема да бидеш тука за олимписки. А може да ги викнеме и пред тоа. Ако сакаат нешто Ќе чисто. се онака. договориме, да. Ако ќе се да, договориме. ако сакаат. Да, слободно, кој сака нека Јавно дојде им- на подкастот. јавно- На сите. Да, јавна Значи, покана на сите, не подкастот само на Е нив. јавна куќа, кој сака нека влезе, нека излезе. А иначе да се навратам на темата со англицизмите, Да. тоа е самото општество. Не ги обвинувам ја луѓе што користат србизми, англицизми, Да. било што друго. Значи самото општество, како да кажам, индиректно им ги пика зборовите у глава. Самото општество ќе слушаат од сите страни англиски, србизми, еве. Па добро, тоа сакаш да кажеш од надвор сакаш да кажеш од странство. Еве другар, знам, може не сега да не ја именувам, ама знам другар што користи премногу србизми. Да. Така да тоа е лошо. Мислам лошо. Лошо Лошо за јазикот, за лошо е за културата. нашиот јазик, не Да. дека е лошо општо, туку лошо е за нашиот јазик и за Да, култура за и за културата. културата и за државата. Не знам колку е лошо за државата, ама за јазикот е дефинитивно лошо. Па за државата, А тоа дека пример ние во самиот наш јазик и во секојдневието имаме и турцизми и србизми и све турцизми, тоа. добро, турцизмите Ама се тоа дел си е, од... од дел од историјата. Да, дел од јазикот. се Тоа е дел од турцизми. Сега, јазикот например, и дел од историјата. како ќе кажеш на македонски гезве? Лонче и лонче е турски збор дори. Ете. Хајде да кажеме. Па тоа ти Хајде. зборам, па затоа тоа ми беше поентата. како ќе тоа ми беше кажеш- поентата. Прозорец не е наш збор прозорец. Прозорец. Или српски мислам нека. Прозор србизам, мислам. Српизам е. А А пенџере е исто. пенџере- Пенџере е турцизам. Турцизам, ете. Тоа е Да. тоа. Да. А Друго, тие, значи И не текна- едноставно нема зборови. чешма наше добре. Крчма, чешма. Не е наш збор. Не е на збори Не е тоа. Не е наш. Ете, ама сега да не почнеме да набројуваме, Да. цело видео ќе биде набројување. Сам тоа ми беше поентата, сам да кажам и дека и нашиот јазик не е ни толку чист македонски. Да. Имаме премногу турцизми, премногу србизми. Нешто ми текна А, мајки кјутам. А згора на тоа, кај имаме толку србизми и турцизми, они употребуваат и англицизми и англицизмите влагаат во секојдневниот Кои живот и они? во секојдневниот јазик. Наши луѓе? Општо македонците Аха. како народ, Да. Ние, еве, ќе кажам ние, пошто и ние реално користиме исто англицизми. Ја ќе си признавам, нема ништо страшно во тоа. Еве не знаев real estate како се викаш. Да, ама еве студирам програмирање. На предавање професорот, самиот професор не знае македонскиот збор да го кажува на англиски. Да. Еве, Така е. не знам да го етитирам, Да, да го да го монтирам. етирам, да го монтирам. Ама и монтираме Како англиски ќе збор. кажеш на македонски? Ај, Монтирам, ама пак е англиски збор, монтажа. кажи. Тоа те зборам. Да. Значи џабе Лепење сликички. Па не знам, лепење леле. Тоа ќе биде добра епизода, кај што ќе викнеме некој од филолошки и ќе проба да формираме нови зборови. Како ќе кажеш од монтирање? филолошки Ќе ги можам викнеме, да, лепење сликички во дигиталниот во дигиталниот Сега да не свет. разбера погрешно дека го правим ова на Не, запаканција. не, ова стварно ќе ме Тоа е интересира реалноста. Да. Значи
Сникачки. Лепење сликички. Ама не, Нешто исто така. тука ми беше поентата на целиот муабет зошто почнав со ова. Да, со да, така. Од култура, од културен аспект. Рандом почнав, рандом брат. Да, рандом. Рандом, значи Не, случајно. случајно, да. Тоа е наш збор. Значи, А не, мори не е наш збор. А? Случај, и тој не е наш збор. А? не знам, не нека знам, не пишат, знам. нека пишат со коментари. Пошто нели викаат црвите за сваки случај, исто случај ја не викаат. Да. Добро, да. Добро, окей, у Ама- секој случај. Сакам да ти кажам, треба и да седнеме да проучуваме македонски правописи и јазик, да седнеме, џабе тие која Ма нема зборови бе соодветни за да пробуваш, да збориш за едитирање, нема соодветни зборови за ама за за да тоа. пробуваш да збориш, саат време снимаме, пробувам јас на секој подкаст, ја ќе си признам, на секој подкаст пробувам што по-литературно и што по Добро, Поубаво нормално, да зборам. пошто Добро се обреќаме пред многу луѓе пред за тоа. публика се обраќам и не сме сега ја и ти на кафе, па ја да ти лупам Добро, види, секакви глупости. Муабетов сепак е на кафе, нели? Ладав Да. е, ама сепак мора да има некој ниво на стандард. Добро, да има значи, стандард значи, од значи, одреден значи јазичен. рековме на почеток дека ова е во исто време и сериозен и лабав подкаст, Да. ама мора да имаш ти до негде граници и како Така. да се образложуваат темите и да се пренесува кон нив и сепак излегува на Така. во јавност излегува. YouTube е пак. Може да го отвори било кој. Не знам сега, Обама може да го отвори у Америка. Обама, ако научи македонски. Така, сакам да ти кажам, секој подкаст кога го снимаме, се обидувам да... Повели во подкастот господин Обама. Гаси интернет доста беше за денес. Не бе, чекај шамата. Не, има што да кажеме, Шамата. меѓутоа поентата ми беше секој подкаст пробувам да зборам што поубаво и што по македонски литературно македонски, добро. Македонски. Не, Значи, зафргавам. Не, ама само да ти кажам, пробувам секој подкаст по литературно, поубаво, по конкретно, да Да. се разбира Така. и да е по-онака да се осеќа културно, литературно и тоа се. Да, бе, едноставно е негуваш. Ама јазикот го негуваш. џабе, самото општество од сите страни и влегуваат англицизми, србизми, турцизми. Се тоа. Еве, затоа е подкастот всушност, Фали уште грцизми да од една внесеме. страна, па не са грцизми. Може и да има некои грцизми, не знам. Може да веќе да има. Јас. Шо јас? Не бе, се шалам. Шо јас? Не, јас се здраво на грчки. Да? Да. А, добро, не сум знал. Епа сега Да, доста. сега дознав, да. А знаеш устори како се вика на македонски мим? Јас. Не. Па така, мими. А. Не, стварно така ги вика едно време на Reddit, на македонскиот Reddit, еве. Меме. Ќе спомнам, место меме викаат јас. Да, тоа на порано беше. Еве мим како ќе кажеш на македонски. Јас. А мислиш Не, На сериозно? Да, мим. Како ќе кажеш? Шо, мим ќе шала? го кажеш? Да. Не, карикатура. Како карикатура? Карикатура е друго. Не е друго. Не, баш е мим. Да. Види, дали си видел во историја учебниците, нели обично има слики со карикатура. Да. Па и си видел како изгледаат карикатурите, мим буквално е. Например, имаше една карикатура за како кога се ширала Отоманска империја, имаше слика како Демек Турчинот со капа со се, ги гази овие сите бугариве, србиве, Да, знам. ги гази по чизма и овие вакви се целите, кога се плашат бегаат Знаеш од што? чизмата. Па тоа е мим, тоа е карикатура уствари, тоа е најпостар вид на мим. Ќе пробаме на видео там него да виде некој мим. Да, ќе биде. Карикатура. Ќе биде. Ќе си ги ставиме главите огромни толкави, а телата Ја топтички. ваков ќе бидам, ја ваков ќе бидам. Ја Disappointed. ваков ќе видам. Ето го. Ете го таму. Да. Може. Само главите онокави вака. Нешто друго, ми текна нешто. Сакам да ти кажам, многу мене често ми се случува, само месечината дека ја видов, кога веќе збориме за македонски. Кај е месечината? А? Па месечината ја виде. А? Па кај е?
Таму е, брат, таму е, гледаш ли, брат, таму е. Сакам да кажам, месечината. па ми текна, обично мене ми се случува, например сега ќе се замислам и ќе ми текне. Зашто се века уствари месечина? Не ми текна. Кое е значењето на месечина? И се размислувам така, со некој зборев, не знам, и викам, дали ти текнало некад, зашто се викало месечина? И ме гледа, другар мислам дека беше, не е битно, да решаме дека машко некој. И само ме гледа така. Добре, и шо? Па викам, како шо, викам, зашто се викам месечина? И он збунето ме гледа. Па затоа што секој месец се врти 30 дена околу планетата, околу Земјата, затоа. А викам, чекај малце, месечина, месец. Каков момент, викам, што збори? И он ми се смее, викам, па добро, зар не се знал, вика месечина така се вика, не, викам, не накај, не, мислам, знам дека се вика месечина, ама дека ради месец, дека ради треба месец за да се врти околу планетата, кај ќе ми текне мене, никој не ми кажал. Тоа е. Да. Не, и знаеш како онака, како, вау, што збориш, човече. Знаеш онака рандом некој так, нешто таква, Знаеш што ми текне. Не знам дали минатата епизода ќе бидне ова, ќе биде стајано. Што? А мај да кажеме дека минатата епизода било кога зборевме за глобално затоплување. Да. Некоја наредна епизода сакам нешто да чепнеме околу сончевиот систем, околу планетите, околу пак околу глобално. Па ние веќе спомнавме, ама може цела епизода да, па тоа зборам, посветиме на тоа. околу галаксијата, околу вселената, околу планетите, околу универзитетот, ке речев, околу универзумот. Околу универзитетот, така е. Околу универзумот. Така е. Околу, пак ќе го спомнеме глобалното затоплување, бидејќи тогаш малце пократко го спомнавме, може да се каже, не такви некои работи. Добро, јас мислам да привршуваме полека, освен ако немаш нешто да кажеш дополнително. Да, мислам дека дополнително. цел саат веќе снимаме. Така. Нешто дополнително да кажеш ти да финални зборови за Моветов, да го негуваме јазикот. Јас ќе кажам да склопам 2-3 реченици наеднаш. И ја ќе ти кажам да го негуваме јазикот, да не булеме у телефони со саати, да бидеме опрезни. Не да не булјаме. Македонски збор се не реков македонски збори. Булјаме, како ќе кажеш булјаме? Воочуваме. Добре. Воочуваме. Да не гледаме само, кажи си. Да не гледаме. Да, вака со очите. Мижи баба. Ако мижеш, значи баба си. Да. А ја како и да сум баба. Да. Тебе те викат слободно време баба. Баба. А зашто те викат баба во слободно време? Да кажам јавно. Ај ќе кажам јавно. Ај приватно кажи ако не. Не ме јавно ќе кажам што. Ајде. Не ме викаат баба, туку ме викаат баба. Да, тоа. Значи, игравме, веќе искочена епизода со Томато. Игравме тенис со Томато. Добро. И као што играме, ми ја мести некако на многу лесен поен да ја мавнам. Добро. И ја наместо да забијам Добро. пак македонски збор пробувам, ама смеч. Да, смеч. Да забиеш. Епа нема. Епа тоа. Ја удираш топката со ракетот. Да забиеш, тоа. Добро. Ја наместо да ја забијам у поле убаво кој што треба. Добро. Ја наместо да ја забијам, мене некако ми летна раката и наместо да ја поклопам топката, ја е пену и отиде у 3 лепе. И од комшијата. И Томато, ко некоја баба ја мавна топката и од тогаш почна баба. Од таму ли? Не го знам јас. Да. Ја мислам дека кажеш нешто што знам. Од таму знам. почна. Да, И после да. Гледате И од секој поен дали ќе удреше он, дали ќе удрев ја, дали ќе удреше еден другар што играше многу често тенис со нас. Сите кога ќе промашивме таква некоја лесна топка, баба една. И за тоа, од таму, од играњето тенис почна тоа, дури од... Ја мислев оно Моветот. Од 2019 почнавме така да се викаме. Ја мислев од тоа, нели имам речникот она баки, лепи, ја мислев нешто за тоа поврзано. Не,
Да. Така почна од зафрканција. Па што имам до душа- чуено од други луѓе дека викаат кај себе баба, исто. Ја мислев нешто како баке дека е, толку лепи. Да, али види, не е дека ме викаат кој знае колку луѓе, само Томато ме вика и може уште некој, еден, двајца, макс. Да. Не ме викаат сите, ама тоа почна од зафрканција Да. и не се навикнати така да ме викаат. Еве, дури и Томато понекогаш не ме вика така. Да. Не е навикнат на тоа и за тоа. Тоа почна всушност од зафрканција, он е навикнат цел живот другчие да ме вика. Клим. Така. Кој сите што ме викаат. И кој што стои тука напишано доздола. Сам на почеток на епизодата, нели кој ќе напишам. Добро, окей. Да склопиме образложение и заклучок од целата епизода. Повели. Значи, не зборете, не можам да кажам зборете македонски, ама пробувајте што повеќе да зборите македонски литературно. Да. Иако ни јава не го кажав литературно, ама добро. Да. Значи пробувајте да Не бе добро беше зборувате. што му фалиш. Пробувајте да зборувате по литературно македонски. Да, точно. Пробувајте да се подобрувате буквално Само секој ден, подобрување. секој ден, значи секој ден, секоја минута, секоја секунда, секоја стотинка. Не трошете време на Не социјални мрежи. не е дека не можете да не трошите, ама пробувајте што помалку да трошите време на телефоните, на компјутерите. И да го насочат тоа кон дружење во живо со луѓе. Да, и тие се тие три работи реално и Со за фамилија и то исто одете, прашајте ги живи сте, што правите, место да гледаат. Дај да, не знам, да гледаме телевизија, филм, да гледаме фудбал, Така. не знам, ракомет, кошарка, не знам што друго. Може. Дај мавнете ми ги овие избори. Што е ова, само Да, тоа. тоа е, да. Значи, всушност целата епизода што правевме муабет, тие 3-4 работи, гледајте да ги применувате. Ти што ќе кажеш? Фала ви многу што гледавте ова видео. Нема да Ви кажеш, благодариме. и Јас ја доловив цела поента. Тие долу е цела поента, немам што поише да кажам. Перфектно беше. Јас ќе кажам уште нешто, а тоа е како и секогаш што го Ајде, кажам. тоа трите сакам да те работи, кажам. Лайк, шер, subscribe и му давам на него да го Тоа е, затвори видеото. Тоа е тоа. Дечки, чао. Ви благодарам многу што ја гледавте оваа епизода и се гледаме во наредната епизода од Каков муабет. Чао. Чао. Ај кој джипи се. Чао. Гаси го со последното чао. Слушаш? Да. Тоа джипи тргни го со последното чао кога правам вака.